Почитувани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Кисименада, а во нив ќе гледате. 15 месеци по трагичниот случај во модуларната ковид болница во Тетово, денес започна отстранувањето на опожарениот објект. Тетовскиот универзитет и клиничката болница во Тетово ќе менторираат и едуцираат нов медицински кадар во 6 различни области. Во делот затворите има подобрувања, ама старите проблеми обстојуваат, велат од Хелсиншкиот комитет. Петнаесет месеци по трагичниот случај во модуларната ковид болница во Тетово, денес започна отстранувањето на опожарениот објект и неговиот отпад. Утре пак во Основниот суд ќе се одржи четвртото рочиште за овој случај. Започна отстранувањето на остатоците од изгорената модуларна болница во Тетово. Опожарениот објект 15 месеци беше нем сведок на трагичниот настан со човечки жртви, но се чекаше дозвола од обвинителството дека истиот не е дел од материјалните докази во истрагата. Од клиничката болница најавија дека на тоа место е предвидено изградба на спомен плоча. По изјаснување на основното јавно обвинителство Тетово дека предметниот објект не представува материјален доказ, ние како институција ги започнавме административните постапки за отстранување на остатоците од објектот. Законските рокови се веќе истечени. Фирмата која го доби тендерот на постапката за јавна набавка, согласно договорот ги изведува работите на терен. Судскиот процес започна дури по една година од пожарот во кој обвинети се двајцата поранешни директори на клиничката болница и доктор. Утре во Тетовскиот основен суд ќе се одржи ново рочиште откако 3 пати беше одложувано на 6 септември, 14 октомври и 8 ноември, поради отсуство на дел од обвинетите и немање односно отсуство на адвокати. По стручните вештачења кои беа направени беше објавено дека пожарот настанал како последица на електричен спој при употреба на дефибрилатор. Во овој објект, лани на 8 септември, во трагичниот пожар животот го загубија 14 лица, од кои 12 пациенти кои се лекувале од ковид и 2 придружба. Во насока на усовршување на нов медицински кадар, Министерот за здравство Беким Сали на трибина за млади лекари специјализанти истакна дека Тетовскиот универзитет и клиничката болница во Тетово согласно овластувањата од министерот ќе менторираат и едуцираат нов кадар во 6 различни области од медицината. Со цел унапредување на условите за работа, изминатиот период реализиравме бројни инвестиции, како од аспект на набавка на нова несовремена медицинска опрема, така и од аспект на инфраструктурни вложувања. Со цел да ги задржиме докторите во нашата држава и да го спречиме одливот во странство, во тек се повеќе активности за подобрување на статусот на здравствените работници. Посебно на помладите колеги со подигнување на квалитетот на едукацијата и условите во кои што работат. Посебен фокус ставаме на инвестиции во доусовршување и едукација на кадарот. Токму во таа насока, неодамна потпишав 19 овластувања за 19 доктори и професори од различни области на медицината, со што се овластува кадар од Државниот Тетовски универзитет и клиничката болница во Тетово да менторираат и едуцираат нов кадар во 6 различни области на специјализација. И тоа гинекологија, педијатрија, психијатрија, кардиологија, општа хирургија, интерна медицина. Пренатрупаноста, нередовната медицинска терапија, како и отежнатиот пристап до процесот на ресоциализација се едни од најранливите проблеми во казнено-поправната установа Затвор Тетово во Тетово, вели извештајот на Хелсиншкиот комитет за човекови права од Скопје, спроведен во рамки на проектот Борба против тортура и нехуман третман, финансиски поддржан од Европската унија.
Во рамките на проектот Борба против тортура и нехуман третман, финансиски поддржан од Европската Унија, Хелсиншкиот комитет за човекови права од Скопје подготви извештај за состојбата и условите во казнено-поправните установи во земјава. Во него се наоѓа и анализата на состојбата во казнено-поправната установа Затвор Тетово во Тетово, за кој се наведени неколку клучни препораки околу потребното решавање на проблемот со пренатрупаноста, редовно обезбедување на потребната медицинска терапија за затворениците и обезбедување доктор за прегледи, а не истите да се одвиваат преку персонал од итната помош во Тетово. Потоа, обезбедување редовни психијатриски услуги за осудените лица, изнаоѓање начин како осудените лица да ги остваруваат средбите со своите блиски и изнаоѓање решенија вработените од администрацијата, да не го делат просторот со докторите во амбулантата, односно потребно е тие да имаат своја посебна просторија која што ќе им служи како канцеларија. Инаку Затвор Тетово има вкупен капацитет за 48 лица, а во моментот на посетата од мониторинг тимот од Хелсиншкиот комитет за човекови права, вкупно казна затвор издржувале 80 осудени лица. Во установата се вработени вкупно 34 лица, од кои 29 затворска полиција, 2 правника, социолог, психолог и педагог во секторот за ресоциализација. Од Хелсиншкиот комитет информираат и дека за време на последователните посети, мониторинг тимот забележал подобрување во казнено-поправните установи, најмногу во поглед на унапредување на материјалните услови, а констатираат дека пенитенцијарниот систем се уште се соочува со големи проблеми и предизвици. Како најгорливи проблеми, велат дека остануваат пристапот до здравствената заштита, образовниот процес и процесот на ресоциализација на осудените лица, необучените раководни и стручни кадри во казнено-поправните установи и неефикасните внатрешни и надворешни механизми за пријавување и гонење на случаи на тортура и нечовечко постапување спрема осудените лица. Во продолжение слушнете што регистрирала полицијата во изминативе 24 часа. Вчера во 13 часот во кругот на средно училиште на улица Илинденска во Тетово, полициски службеници од СВР Тетово лишиле од слобода 18-годишникот Тетовско село, затоа што кај него била пронајдена и одземена марихуана. Лицето било задржано во полициската станица и по документирање на случајот против него ќе следи соодветен поднесок. Вчера пак во 17 часот и 45 минути во кругот на средно училиште на улица Браќа Миладинови во Тетово, полициски службеници од СВР Тетово лишиле од слобода малолетникот Тетовско затоа што кај него исто така била пронајдена и одземена марихуана. Во присуство на родител, тој бил задржан во полициската станица и по целосно документирање на случајот против него ќе следи соодветен поднесок. Вчера во 19 часот и 10 минути во полициското оделение Камењане, 38-годишникот Тетовско Боговиње пријавил дека околу 18 часот и 30 минути на локален пат во селото бил физички нападнат од 30-годишникот Дебар. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Вчера во 19 часот и 30 минути во СВР Тетово, 19-годишникот Тетовско Гајре пријавил дека на улица Страшо Пинџур во Тетово, поради недоразбирање во сообраќајот, бил физички нападнат од едно лице. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Вчера пак во 22 часот и 50 минути во Тетовско Горно Палчиште, полициски службеници од полициското оделение Камењане лишиле од слобода 25-годишникот Тетовско Јеловјане, затоа што кај него била пронајдена и одземена марихуана. Тој бил задржан во полициската станица и по целосно документирање на случајот против него ќе биде поднесен соодветен поднесок. Вчера во 15 часот и 20 минути во шума во атар на Гостиварско Врањовце, полициски службеници од полициското оделение Галате лишиле од слобода 41-годишникот Гостиварско Врањовце околу 15 часот и 20 минути на земјен пат на место викано Црквиште. Тој бил затекнат како врши бесправна сеча на дрва. Исто така биле пронајдени и 18 исечени стебла од разновидно дрво, кои биле предадени на шумската полиција за понатамошна постапка. Лицето било задржано во полициската станица и по целосно документирање на случајот против него ќе биде поднесена соодветна пријава.
Вчера во 10 часот и 40 минути на улица Панче Поповски во Гостивар. Со судска наредба, полициски службеници од СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, привеле 38 годишник од Гостивар за издржување казна затвор. Лицето било спроведено во казнено-поправната установа Затвор Тетово за издржување на казната. Вчера пак во 17 часот и 15 минути на улица Бурче Јовановски во Гостивар, полициски службеници од СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, лишеле од слобода 49 годишник од Гостивар, затоа што агресивно се однесувал кон неговата 45 годишна сопруга и нивните малолетни деца и им се заканувал. По документирање на случајот ќе следи соодветен поднесок. Вчера пак полициски службеници од полициската станица Дебар во Дебарско Могорче ја пронашле 17 годишната девојка од Гостиварска Присојница, за која на 4 декември годинава низиниот татко од село Присојница пријавил дека се оддалечила од домот. 40 возачи се казнети затоа што непрописно пристигнувале. Тетовската паек служба подигнала 20 погрешно паркирани возила. Во текот на вчерашниот ден во периодот од 7 до 12 часот, секторот за внатрешни работи Тетово спроведе акцијска контрола за санкционирање на возила кои вршат неправилно пристигнување. При тоа санкционирани се 40 возачи, 30 во Тетовско и 10 во Гостиварско, а биле констатирани и 4 останати прекршоци. За констатираните прекршоци биле изготвени соодветни платни налози, а прекршителите ќе се соочат со парични глоби, кои се во износ од 45 до 250 евра во денарска противредност, додека некои од нив ќе се соочат и со заштитна мерка забрана. Исто така во Тетовското подрачје продолжуваат мерките за овозможување на нормален и проточен сообраќај од погрешно и неправилно паркирани возила, при што во текот на вчерашниот ден биле констатирани 39 прекршоци во однос на овој прекршок, а од страна на Тетовската паек служба биле подигнати 20 погрешно паркирани возила, поголемиот дел во централното градско подрачје. Акцијските контроли продолжуваат и во наредните денови. Од СВР Тетово апелираат до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи и заеднички да придонесеме за побезбедни патишта. Почитувани гледачи, тоа беше се за ова издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!